Министерот за здравство Тодоров денес најави остра борба против мафијата во фармацијата и секако злоупотребата на монополската положба. Би сакале ваква остра најава да имаме и за злоупотребата на монополската положба кај енергенсите, особено на оние кои се бават со трговија и продажба на газ, на нафта и нафтни производи, а најособено на топлификација која дилува заедно со сите тие. Голема афера во јавните набавки на лекови и медицински помагала. Министерот за здравство открил дека неколку здравствени установи подолг период за ист лек склучувале договори со двајца или тројца добавувачи. Со години постоел монопол на неколку веледрогерии и често биле фаворизирани исти компании во делот на набавките. Тодоров не знае колку со овие злоупотреби е оштетен здравствениот систем и колку се обогатиле фаворизираните компании. Велија продолжува битката со фармацевската мафија и целокупниот материјал ќе го достави до Комисијата за заштита на конкуренцијата. Здравството ќе го спасува со низа мерки кои мора да ги почитуваат сите. Има тендер и на тендерот за една иста работа се доставуваат понуди од двајца или тројца или четворица економски оператори по иста цена. Потоа постапката е дека треба да се оди на електронска аукција. На електронска аукција се оди, меѓутоа ниту еден од економските оператори не ја намалува цената. Електронска набавка со електронска аукција, каде ако има повеќе компании со иста цена, ќе биде избрана онаа што прва се пријавила. Ако од оправдани причини набавката не била електронска, тогаш од повеќето со иста цена со ждрепка ќе се бира оној со кој клиниката ќе склучи договор. Имајќи предвид дека сме свесни дека и тука може да има некој усогласено однесување и договарање за сфери на влијание, односно кој во која клиника ќе поднесе понуда, другиот да не поднесе во таа клиника. Ние ќе побараме од Комисијата за заштита на конкуренција многу близок мониторинг на однесувањето на економските оператори кои што делуваат во областа на здравството. Иако Тодоров не кажа јавно, според информации на Сител, набавки на цитостатици, ортопедски помагала и лекови за бубрежно болни ќе се најдат пред Комисијата за заштита од конкуренцијата.